Добро утро, секое утро. Еве сега на каков начин ќе ви го разубавиме ова утро, почитувани, или пак третиот ден веќе од новата година. На моje задоволство, јас ќе им кажам добро утро на нашите големи естрадни уметници, господин Мишко Крстевски и Дарко Дамевски. Добро утро и добро ни дојдовте. Среќна ви нова година. Добро утро. Добро утро, добро ве најдовме. Поздрав до вас, до цела екипа која е на своето работно место и до сите гледачи. На ТВ Алфа имате прекрасна програма. Благодарам. Наутро и така да. Од вас комплиментите, ние се задоволство да ги добиеме. Така ли е? И чудно ми е вака, господин Мишко, со тебе многу сме ние другари, така да. Се шегувам, како но и да а кога еден човек изгледа и се однесува како господин, мое да кажам господине. Така ли е, Даре? Сега излегува си даваме комплименти, меѓутоа се радувам што и ти си во добра форма, еве со години и со години и Возвраќам, човек во себе си го има тоа нешто за... Јас реков сега и на гледачите со тоа зборував, многу е важно на што го носиме во себе, без разлика и на годините како се поминуваат. Духот кој го носиме во себе е многу важен, но и секако и она мислата која што ни е во умот да биде малку попозитивна мисла, без разлика, сите ние имаме проблеми било какви да се и се соочуваме со они во животот, нели е така? Исто го зборуваме со Дарко пред да влеземе во студиово, значи... Ете, исто мислиме. Да, истото го зборевме затоа што за оваа работа, поготово музиката, водителството и така натаму, мора човек да има 100% позитивна енергија. Така е. Значи да се труди, барем да тежне кон тоа и да без таа енергија ништо... Меѓутоа, и со тоа или се раѓаш или не, и тоа тука има некоја улога звездата која не грее. Точно, меѓутоа животот некогаш ете прави некои може да научиме неочекувани работи, меѓутоа тоа што кажа ти дека или си роден со така, малку може некогаш да не измести животот, меѓутоа ние мораме да се вратиме на колосекот и така. Толку долги години на естрадата, едно толку големо наше познато име, наш прекрасен пејач со многу песни кои што ги оставаш зад себе, но секако како што еве сега да се надополнам, си продолжуваме ние понатаму. А и така треба, се додека можеме и си го носиме музиката во срцето и во душата, не е проблем воопшто да се пее и да се компонираат и да имаме и нови песни. Тука сме за жива е Македонија. Жива да е Македонија, како и да е, ќе ме поправите секако, што е многу убав наслов сега и за почеток на новата година. Така? Апсолутно. Ете да посакаме сите таква да ни е Македонија. Одлично е, еве што сме кај вас сега да ја промовираме. Песната е нова при крајот на фестивалот Роса, да, значи при крајот на 2024 беше фестивалот Роса, така да еве има колку еден месец. Па да, може еден месец поминато, така да мислам дека време е да се промовира и почеток за новата година и за Македонија да е успешна оваа година, за сите луѓе кај нас народот малку да се ослободи, да се радува, да се радува. Јас тоа го посакувам. Ајде сега малку Дарко да не го запоставиме, нормално. Аман работа. Меѓутоа Дарко сега ќе ви каже како дојде до вашиот музички, да кажам, спој. Знам дека како колеги се почитувате, дружите и така натаму. Меѓутоа еве за една заедничка песна. Па првично со Мишко се запознав во последен концерт на Мир Чацев. Он кажа дека има член од неговата фамилија подмладок како игрорка, внука, ако не се лажам, така? Браво. И така се запознавме после концертот, почна соработки околу приватни ангажмани, свирки и слично. 2017 година исто на Роса Фест со една песна. Да еве, секоја година не изоставиме барем по една песна да има, мислам дека се 7 заеднички, така доаѓа по една песна годишно. Малку короната не забави, но се договаравме. Он беше... Ќе ги преснимиме некои песни, затоа што лоши снимки излегуваат, а убави се песните, така да, али да продолжи, извинете. Не е проблем. Он учествуваше на Битолска серенада, на Валандово,
И викам како помал автор вака. Јас може ли да се приклучам? Ама, Дарко, Да. И беше... кажи го и тоа дека песната од кога е? Песната, да, песната е 2021 е снимена, беше спремна за 2022. Короната кога О, беше? тако, да, Уште короната на време. беше. Да, но- И ние работевме тогаш, ајде да правиме нешто и снимавме. Так. Да, Так. повеќе склоп на околности излезе песната да ете. Ланската година, односно пред неколку Заживее седмици. сега. Заживеа, да, имаше Мишко ќе каже збодва околу тоа. Јас такви реакции искрено немам видено ниту ниту претходно, ниту мислам дека ќе видам да таква некоја енергија во салата се случи, да песната како не знам Добре како да до беше сите. да 10 годишен хит или нели имаше порано хит на милениумот, хит на десетлетија, така Тоа е некако. она што го постигнуваме нели како музичари, еве како естраден уметник, наш пејач, познат, кога застануваме на бина, песната веднаш да допре до срцата на публиката. Колку е тоа важно, нели? Јас ќе кажам неколку збора во однос на таа фестивалска сцена и песните што се изведуваат. Значи, тоа е некој феномен што не можам да го објаснам. Значи, види се, ние песната ја направивме 2021. Мора да го спомнеме и Драган Матерски, Да, текстописец. Да, ќе го поздравиме Да, оваа го утро. поздравувам. Значи, 21 во студиото на Дарко, негов аранжман музика и јас влегов во студио да ја испеам песната. И ајде на Гоцефест. Ајде па не се одржа Гоцефест ради Серенада, ова ради короната. Па ајде не знам нова. И Некога ние сакаме тогаш кога треба да е. се одложуваше и дојде песната, Така. значи да биде изведена на фестивалот Роса 2024. Во Дом на АРМ, значи публиката како изреагира. Тоа беше не знам, благослов за секој пеач или уметник, музичар да биде на сцена И и да музиката и доживее текстот. таа енергија Да, од публиката. одлично. Значи, тоа сакам да кажам, некогаш не очекуваш реакцијата, меѓутоа До толку да е голема. И темата на песната. песната Да. е актуелна. Актуелна со оглед на тоа во какво време Да. живееме и што се ни се случува. Значи, мислам дека луѓето ја почувствуваа, ја доживеа баш на максимално добар начин, како што Така. треба и како што е замислена фактички песната. И стварно беше феноменално, можам да кажам, една реакција, ретка реакција од Ретка. цела моја кариера. Сум имал Браво. убави хитови, убави Како не, реакции на да. фестивалите. Меѓутоа, некогаш некоја песна ќе се одвои, ќе продолжи, некоја песна ќе се на некој начин ќе заостане и така натаму. Ова стварно беше супер. И еве ги Завоодушевување. поздравувам сите што беа Да. на Роса Фест. Одлично. Тогаш навистина изреагира Многу ми е луѓе драго. феноменално и таква публика секој може да посека се. Но вие како уметници тоа си го заслужувате. Еве Драган Матерски, текстописецот, кога ни беше на гости, спомена исто дека е текстот за Македонија, нели, она што сите ние си го чувствуваме. Секој што ја носи Македонија во срцето, ако има убава музика, ако има убав текст, нели, нормално е да има такви реакции. Дарко, се согласуваш? Но ќе се Потполно согласиш согласувам. дека треба малку сега и музика. Нова година е. И да запееме, ќе може ли нешто? Нешто се морам и ова да додадам Секако. сега. Го праша дали се согласува. Дарко не само што се согласува, Дарко е авангарда во презентација и интерпретација на да. македонската музика, па Така тој е. армоникаш во танец. Така. Значи да не друго не треба да се каже. Се знае во Апсолутно. танец кој Па, може да гледачите го познаваат, ја затоа не го ни Да. представувам толку многу. Значи, Не бил на гости, исто. знаеме, сме зборувале за танец, за се. Апсолутно. Мишко не знае, затоа сега го ние кажа. нашата музика, македонската музика, Да. есенцијалната македонска, ние ја интерпретираме. Тоа е само еден пример за младите како треба Апсолутно. да сите кои што поседуваат Значи, талент да продолжат во Македонија да обстојуваат. Точно така, имаме ние добри таленти, добри инструменталисти, па и пеачи и така натаму, меѓутоа треба да ја негуваат нашата музика во облик и на начин како што треба. Така е. И нека Согласен. гледаат примерот Дарко и танец и така натаму. Но и Тоа. младите пејачи да гледаат пример од вас, повозрастните, кои се уште имате став, кои се уште имате хитови. Па додека сме Оставено живи, ќе толку биеме многу, став. Да, зад себе и енергија се уште за настапи. И јас да ви кажам, се радувам, имам разговори со наши луѓе
пријатели во странство што Така. живеат. И веќе вика се заситуваме од тоа турбо македонско. И повторно се враќаме на вистинските македонски вредности, како браво. песни и така натаму. Значи тоа многу ме радува. Да. И така. Така. Ајде сега, што ќе ни засвирите, што ќе ни отпеете? Ќе оставам на вас. Дали сакате новата песна, секако ќе ја промовираме на оваа фестивалската, но дали нешто друго во моментот ќе ви дојде? Ајде, вие музичарите, како со очи се договарате? Па не сме договорени, да, али може нешто, не знам. Некој од Мишко хит, некој така убав. Па ајде вака, нека биде, ајде, запри виолино. Може. Ние посигурно Зошто вака да без не, гитарата. одлично, да. Во F ќе ја правиме, да се распееме малце уште се. Зошто да не? Една стара виолина ноќва тивко свири, а во срце болка блика, како да се смири. А во срце болка блика, како да се смири. Запри виолино, не свири за мене, моето срце виолино, за неа ке Запри виолино и уште толку многу хитови. Јас секој рефрен од твоите хитови би сакала ово утро да се испеат, но немаме толку време. Но убаво е да се подсетиме на Запри. Колку години Запри виолино веќе помина? Од 96-та, и се уште толку е безвременска и се пее на секој свирка не промашам со колегите да отсвириме. Да, предпоставувам дека 96-та на Цветници беше изведена. Кога јас бев матурантка. Да, композиција на Драги Митев и на Орце Зафировски текст. Значи, исто така во живо, комплетно цел оркестар во универзалната сала. Огромна е тоа беше, значи реакцијата на публиката беше навистина најголема реакција, најубава реакција на таа песна беше во мојата кариера. Така е, поминато време. Така да еве 19 години, така ли? 19? Не, толку ли? Или 29? А 29? Ние не чакаме да уште малку 30. Математиката моја. Ај, мојата не така да воопшто не е 29. за критика со овие математиките. Јас се дека поскоро, али да, 29 години. 29 години запри виолино. Значи тогаш немаше нели ова YouTube, интернет гледаност таму. Тогаш се бираше фолк хит на неделата. На неделата, на годината, на месецот. Една недела, па втора, трета, четврта во месецот, па фолк хит на месецот, па фолк хит на годината. Така да. И после тоа фолк хит на деценијата. Значи, на тој начин публиката, народот си гласаше, телефонски ќе се јавуваат на радио, во телевизија и гласаа за својата песна, за омилена. Имаш голема публика во Македонија, Мишко, тоа веќе се подразбира и на твоите настапи исто така. Еве јас конкретно морам да те пофалам. Обично свадбите кога се прават многу сакаат да се гласни музиката, не знам зошто оди од која причина, меѓутоа кога беше на една свадба морам да те пофалам и ја слушаш музиката и можеш да си разговараш и да уживаш во изборот на песни кои што ги имаше. Тоа е нешто што јас цел живот ке го паметам и никогаш нема да го заборавам. Ете така. И секоја чест за тоа. Ме изненади, да. Многу е важно. Не секојдневно. Со Дарко баш зборевме. Не е доволно да си ти феноменален инструменталист, да си феноменален, да си интерпретатор, прекрасен и така натаму и се тоа.
ако немаш добра техничка поддршка. Да. Значи, многу е важно техниката, многу е важно тој што е на микс пултот, подесувањето на сите инструменти, Одлично, нели, беше она да биде се незаборавно. Да. избалансирано како што треба, така да и зборевме и баш и за танец, колку убаво звучеше на концертот со филхармонија што беше, Така. и колку Музика за технички, душа, тоа се вели. Значи фантазија. Да, така. Виенска филхармонија може да дојдат да слушаат танец како и нашата филхармонија. Во право, значи поддржувам, стварно така. тоа е нешто фантазија, а меѓутоа без техничка поддршка, Ништо не прави. без микс пултот и тој што работи на тоа и цела екипа со него. Значи нормално времињата се такви веќе, не е се акустично, па дури ни во Виена не е акустично Так. се. Има Да микрофони не се и се е лажеме, озвучено. Така да тие времиња веќе одамна се поминати. Техниката е многу важна. И затоа убаво озвучено, добро се слуша, се слуша се, а не е прејако. Не е прејако, да. Квалитетно, Преубаво не беше, изобличува и така. Значи, ти благодарам на Да, тоа јас си го тоа, кажувам, јас сум али- си искрена и секогаш сакам да се споделам тоа што си го Тоа чувствувам е тоа, многу е и го важно, паметам, да. Многу е важно тоа. Многу. Значи, некогаш, знаеш, Тоа е музичарите... музика која гали душа. Да, музичарите, секој си е солист, инструменталист и така натаму, и секој гледа да даде максимум од себе. Така. И, меѓутоа, тоа технички колку можат и колку знаат тоа да го избалансираат, а публиката да ужива во тоа, Да. а не да биде Токму така, малтретирана. уживањето, да. Значи, така е. тоа е стварно многу Многу важна убаво. работа. Дарко, еве да те прашам за танец, со оглед на тоа дека ти си дел од танец, нашите амбасадори кои ја представуваат Македонија. Како измина, пошто најмногу ќе ја паметиш 2024 година? Па, за мене беше голем Како предизвик член уште, од ансамбл уште кога танец. се вработив, ќе го споменам пак тој концерт за Денови на македонска музика кој беа дела издвоени од многу големи имиња. Мишко има чест да има соработувано со ако не мислам сите од нив, Тодор Трајчевски, Благоат Десковски, Илчо Јованов, Иван Трезиев и ред други, Кочо Петровски, нели? Тој концерт некако остави многу да речам голем сјај Убави спомени, сјај, убави да. спомени и мислам дека дадов повеќе од себе си за да го достигнем нивото на колегите кои нели веќе континуитетно се во танец и во дел Ма од да сте ни опера и живи, од здрави, филхармонија. вие сте нашите амбасадори. Имавме балканска турнеја, имавме велигденски концерт, Одлично, да. концерт во чест на Ѓорги Димчевски, исто големо име во нашата македонска Фолклорна. народна музика, да. Многу големи обработки, многу напеви, припеви оставени обработки. И се заврши со јубилејниот годишен, односно новогодишен концерт на танец во декември, доста активна година, така велат колегите, мене ми е дај Боже така секоја да Така продолжи, секој да продолжи, активно да. и мислам да си работиме, Да ја како што представуваме кажавте Македонија вие, во најубавото светло. И дома исто така не се многу луѓе не се запознаени со тоа од каде сме, кои сме, што сме и што поседувам уставно да кажам. Пак апел, како Мишко што кажа, до младите да се занимаваат повеќе со македонска музика. Секако. Мислам, неспорно е тоа дека треба со класична, со странска, но се тоа не е, да кажам, не е од Не е од наше. кодот и не е од коренот на А ќе ни отсвириш македонецот. само нешто? Кога Па, веќе сме кај нашето? Ајде. Може. Па да кажеме дека Дарко исто ова нека биде мала Филм, промоција на неговата нова, нели, Ја ново промовира. CD, ново вако, не овој сега, да речеме момент, да му честитаме и да Секако. биде успешно и така Успешен, натаму, да, ние затоа жив што и здрав и стварно успешен, да. да. Тој ја пренесува љубовта и кон дечињата со музиката, како и вие исто така на своите Апсолутно. деца, но и внучиња. Да сте живи и така, здрави. така, Ајде, што сите. ќе ни отсвириш? Ајде од Благоат Десковски, но касам скоро.
сега дошли малце. Јас би сакала, да. Но еве овие последните маестро. минути ќе се ни е спонтано. Ние воопшто не договоривме што ќе разговараме, што ќе свириме, се ни е Па спонтано. да не немаме што да разговараме, Да, ние до утре за меѓутоа бајле се договараат, нели? Така е, Ние така е. никогаш, затоа што споменавме енергиите се тие кои што Тие водиш ги емисијата, оставиме, знаеш што треба, така да. А и вие знаете исто така, заедно со мене. Еве овие последните минути да ги искористиме, Мишко. Изминуваат годините. Јас ке посакам среќна нова година на семејството Крстевски. Дедо Благодарам, сме, така. благодарам. Еве малку прашање и до тебе како изминуваат деновите приватно. Многу за приватноста нема потреба да ги замараме луѓето, меѓутоа еве што ќе кажам, дека сум среќен што имам Некој сака да знае. Обожавателите. Да, меѓутоа не е тоа сега важно. Важно е на сите нека им е среќна новата година, да се среќни со своите семејства, со своите деца, внуци и така натаму. Значи, јас сум среќен, сум благодарен што имам 3 прекрасни внукички, Мишела, Илијана и Софија. Така. И се радувам со нив, па пеат, па Пеат така... ли тоа, сакам да прашам. Дали ќе продолжи лозата со пеењето? Играат, пеат и така, дедо понекогаш им пее, не понекогаш. Ве кажавме дека внука имаме во игрална група, така? Тоа е внука од... Тоа е внука, имам јас сестра, неизина ќерка на сестра ми, па неизино дете. Значи, на сестра ми внука од ќерка. Значи, вие сте фамилиарно музички подковани. Сите се... Кој за танц, кој за пење, армија. Нема, одлично. мислам, сите се музикални, тука нема збор. Така да играше во Мирче Ацев внуката и ете, тогаш бевме на концерт. Дарко беше раководител на оркестарот на така. Како беше Академско културно-уметничко друштво, Академско културно-уметничко друштво Мирче Ацев. И тогаш видов колку е раскошен неговиот талент и интерпретација и така ние стапивме во контакт. Како и да е, музиката е дел од моето потесно и пошироко семејство и тоа голем дел. Тоа ми беше моја. Синовите ми се, значи, музичка академија завршија, пианист и композитор, меѓутоа сега работа друга работа. Ете што беше мојата поента, да се знае дека семејството Крстевски се сите музички подковани. Тоа е талентот, генот кој го носиме во себе. Нема збор за тоа, така да сте живи здрави. Тоа е кодот што кажа Дарко македонскиот ние нас во крвта. Во крвта. Многу одамна и така да продолжуваме. И затоа имаме оваа песна што сега мислам дека време е да ја промовираме и да завршиме со разговорот. Точно така, како што почна емисијата со темата што ја поставивте, така ќе заврши со песна на таа тема. Кажавме кој е композитор на музичкава номера, текстописец исто така, вашата изведба и она што останува е ние сега да видиме како реагираше таму публиката, но и сите ние да си уживаме и исто и можеби повеќе ќе изреагираат овие гледачите пред екраните кои не биле на Роса. Само нека се врти песната, да ја пуштате и сите други медиуми да ја пуштаат. И песната народот ќе си ја прифати за тоа што е за нашата ни убава Македонија. Многу ви благодарам што одвоивте време и што бевте дел од утринската програма, па се гледаме повторно. Задоволство ќе ми биде. Жива да е Македонија. Жива да е Македонија. Тука завршуваме. Останете и понатаму со Алфа и уживајте во оваа изведба.